Денеска православната црква го празнува Воскресение Христово Великден. Воскресение Христово. Откако слугите на првосвештениците израелски го фатија Исус и го предадоа на Пилат со барање да биде распнат, а Пилат за да им угоди конечно така и пресуди, иако не му најде вина, Господ пострада со смрт на крст. Висеше меѓу двајца разбойници, од кои едниот го похули, а другиот го прослави, спасувајки се со ова себе си за живот вечен. Во оној страшен миг неговите ученици се разбегаа, како што самиот им предрече. Освен апостолот Јован Заведеев и мајка му под крстот, малку подалеку стоеа и неколку жени кои што последните години му служеа со своите имоти. Покрај него тогаш немаше други, освен непријателите и минувачите во неверие. Евангелието подробно пишува за смртта. Потоа Јосиф од Ариматеја, кој му беше ученик, се осмели и го побара од Пилат телото за да го погребе. Го положија во еден нов гроб кој што Јосиф го имаше скроено во карпа. Го затворија влезот со камен и заминаа. За воскресението дознаа во мугрите во неделата, кога оние верни жени појдоа со миризливи масла на гробот за да го помаза телото кое не го најдоа. Веста ја прими прва Марија Магдалина и побрза да им јави на апостолите и тие не и поверуваа. Петар и Јован самите се стрчаа до гробот и го најдоа каменот одвален, а од телото лежеа оставени само повоите. По ова, кога се собраа заедно во куќата, Исус им се јави и разбраа дека воскреснал, но им го отвори умот и за да ги разберат писмата. Им се јави и на Лука и Клеопа додека одеа во Емаус, но не го препознаа веднаш. Срцата им гореа на сите. Достојно ест Јаково истину, блажити тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, тја
Твоя